Сашо Арсениевски неодамна е избран за нов председател на Сдруженијето Порака наша, кое од 2023 година е лиценциран давател на услуги и функционира под надлежност на Министерството за социјална политика. Заживување на концептот живење со поддршка ќе биде фокусот на ова здружение во иднина, истакна Арсениевски. Во нашето законодавство постои правилник, кој што регулира начинот на давање на социјални услуги, поточно за социјални услуги во врска со живење со поддршка. Порака наша сака да даде свој допринос, не да останат овие законски одредби само на хартија, туку да се унапредат и преку иницијативи и активности, да допринесе за развој на оваа проблематика. Затоа што се покажа неефикасно одредени домови, како старачки домови, што функционираат, се покажа неефикасни и така да штитениците на тие домови не добиваат комплетна заштита, било да е здравствена, било да е од аспект на негување, негувателки, исхрана и така натаму. Така да Порака наша смета дека овој правилник треба да се надогради и целосно да заживее овој концепт на живење со поддршка, затоа што овие корисници во овој систем ќе бидат сместени во одредени стамбени единици од 5 до 7 лица, не знам како е точно предвидено у правилникот, така да ќе добијат комплетна стручна помош, било за извршување на секојдневни активности, било за извршување на некои други инструментални активности, како што е купување, готвење, одржување на лична хигиена. Така да сметаме дека овој концепт треба да заживее и тоа ќе биде фокусот во иднина на ова здружение. Здружението е основано 2006 година од родители на лица со интелектуална попреченост, од професионалци ангажирани во таа област, од ентузијасти и од сите добронамерни граѓани кои што сака да дадат допринос за развој на ова здружение, посебно за лицата со интелектуална попреченост. Мада ние се залагаме за сите лица со попреченост. Функционира веќе 19 години, низ многу премрежа е поминато ова здружение, низ многу предизвици. Голема, морам да истакнам во оваа прилика, голема благодарност до локална самоуправа која што 16 години беше главен финансиер на активности на ова здружение преку буџетот на локалната самоуправа, односно на општина Куманово. Би сакал некои фактографски податоци да истакнам во врска со ова здружение. Ова здружение брои 350 членови, преку 350 членови, со пристапница се регистрирани во ова здружение. Во рамки на ова здружение функционира дневен центар со во просек околу 20 корисници на услугите на дневниот центар, а од 23 година сме пререгистрирани со добиена лиценца од Комисија за лиценцирање за даватели на услуги за социјална заштита и сега функционираме како лиценцирано здружение под капата и програмите на Министерство за труд и социјална политика. Целта на ова здружение пред се е заштита на лицата со интелектуална попреченост, нивна социјална инклузија, унапредување на нивните права и не само на нивните права, туку и на родителите на овие лица. Тоа беше приоритет, тоа беа целите и програмски активности до 2023 година. Покрај овие активности, со добивањето на лиценца од Министерство за труд и социјална политика, главен сега акцент е ставен на професионална рехабилитација на корисници, што значи дека овие корисници добиваат сервисни услуги од нашиот прекрасен вработен персонал. Тоа се магистри во областа на науки во областа на социјална заштита, кои што им пружаат поддршка на овие лица, кои што ги насочуваат, ги мотивираат, им ги зголемуваат капацитетите и способностите активно да се вклучуваат во решавање на секојдневни проблеми, па дури и на професионални проблеми.
Во таа насока би сакал да кажам еден многу позитивен пример, значи еден наш корисник на овие услуги, баш преку оваа програма што е преку Порака наша, значи успешно работи сега во приватен сектор, на општо задоволство и на работодавачот во местна индустрија, на работодавачот и е независен финансиски, значи свој човек си стана така да од оние лица кои што има капацитет да се направат напори, значи, и да се способен за одредени вештини, сигурно би биле преснични некој од бизнис секторот да ги ангажира како работно ангажирани лице кои што не само што ќе остваруваат личен доход, него и ќе допринесат на работодавачот, а и со тоа и на целата заедница наша.